Лажна надеж и празни ветувања. Тоа е се што доби од државата младиот Леонид Тиндов. Веќе 2 месеци неговото семејство чека повик од Министерството за здравство за да се најде начин како да се покријат досегашните трошоци за неговото лекување. Ова беше одлука на владата, но се чини дека била донесена само за да се замолкне јавноста, која бурно реагираше, оти државата не ја покри рехабилитацијата и лекувањето на младото момче. Министерството за здравство не плати и Фондот за здравство не одговори. Јас знам дека се избори, но светот не застанал. Ако не плати Министерството за здравство како што министерот вети јавно, дали треба да го враќам назад Леонид? Прашува таткото на Лео. Министерот за здравство Илир Демири на денешната пресконференција рече дека утре ќе проверел до каде е постапката. Владата на Република Северна Македонија на една од седниците пред изминати донесе заклучок со што трошковите за Леонид Тиндов ги превзема владата. Даден е налог и тоа треба да е завршено како процедура, да е финализирано. Утре има седница на влада, ќе се распрашам и ќе видам дали е финализирано плаќањето за нашиот сограѓанин Леонид Тиндов. Од Фондот за здравство пак велат дека второстепената комисија одлучила да се бараат дополнителни понуди за диафрагмален стимулатор. Во моментот се чекаат понуди и од други здравствени установи во странство со кои фондот соработува, бидејќи одговорот од центарот во Австрија каде што престојува осигуреникот не соодветствува со барањето од фондот. Наредната седница на второстепената комисија се очекува да биде следната недела кога ќе биде во полн состав. Младиот Леонид, кој минатата година доживеа несреќа во Грција и се здоби со сериозна повреда на рбетот, беше искористен само за промотивна кампања и показна вежба дека и Македонија има медикоптер кој може да се користи за итни случаеви. Со помпа беше испратен во Виена, а подоцна оставе неговото семејство од сопствен джеб да ги покрие трошоците за лекување. Тогаш екс-министерот Оливер Спасовски на социјалните мрежи се пофали дека во ноември го промовирале хеликоптерот на МВР со медицинска опрема, а 3 месеци подоцна сите биле сведоци на капацитетите на Министерството и историската можност за прв пат во државата да се реализира меѓународен транспорт на пациент.